Добар ден, вие сте со Зебра. Денеска ќе дискутираме за религиозноста во Македонија, односно нејзиниот пораст и како врската помеѓу религијата, црквата или верските заедници и политиката влие врз секуларниот карактер на државата. Според последното истражување на Галуп, кое што беше меѓународно, во Македонија 90% од луѓето се изјасниле како религиозни. Меѓутоа, според едно друго локално истражување, само 10% од истите тие луѓе изјавиле дека религиозноста ја практикуваат секојдневно или на редовна основа. Токму на околу оваа дискрепанца, околу оваа разлика и како сето тоа влијае врз севкупното општествено битесување, денеска дискутираме во Зебра. Студиото денеска се двајца соговорници, тоа се отец Ивица Тодоров од МПЦ Скопската епархија и универзитетскиот професор Здравко Савески, член на левичарското движење Солидарност. Третиот соговорник може да бидете слободно вие користејќи го хаштагот ЗебраМК и да се вклучите со своји коментари за време на емисијата. Добре дојдовте во Зебра. Здравко, прво би сакала вас да ве запрашам, се меша ли црквата во световните работи повеќе од дозволеното и се преминува ли границата на секуларноста која што е со устав загарантирана и дефинирана во оваа држава? Да, значи со уставот на Република Македонија, Македонија е дефинирана како секуларна држава, значи не како нерелигиозна држава, значи правото на вероисповед исто така регулирано во уставот и е дадено тоа човеково право. Но исто така оваа земја која им дава право на верниците да веруваат, истовремено е секуларна држава. Тоа значи одвојување на црквата од државата и не мешање ниту од страна на црквата во државните работи, ниту пак мешање на државата во црковните работи. Во Република Македонија во последно време постојано доаѓа до нарушување на таа световност на државната власт, на државата како институција и за тоа нарушување се користи преголемата религиозност на нашите граѓани за сето тоа да се оправда. Мора да се има предвид дека точно е нашето население е религиозно, но од друга страна точно е дека ова е демократска земја, а еден од демократските стандарди е одвоеноста на црквата од државата. Отец Тодоров, кога се повикуваме на секуларноста и бараме немешање на државата во црквата, вие ќе речете дека тоа е можеби погрешно толкување и сваќање на секуларноста. Односно, велите дека не се прави јасна дистинкција меѓу тоа што е секуларност и што е религиозност. Не, ја би се сложил, тоа е секуларност. Онака како што во Република Македонија се разбира секуларноста, тоа е одвојување на верските заедници, конкретно на Македонската православна црква и поголемите верски заедници во однос на државната институција и обратно. Значи тоа е тоа. Тој е секуларен принцип кој се почитува во Република Македонија. Но сега секуларноста може да се разбере на разни начини. Дали се нарушува тој принцип де факто во Македонија? Па не би рекол дека се нарушува. Сега да имаш вакви онакви моменти на пројава на личностна волја, желба, мотивација на разни луѓе, но генерално гледам и според моите така сознанија, генерално се почитуваат. Таквиот тип на секуларизам за кој предноко говорам. Нели сме дека овој тип на сомнежи за секуларноста се нарушување на секуларноста се малку пренагласени во последниот период, дека има ли... Не знам на што се повикувате вие, кои се причините за да дојдете до таков став дека е нарушен секуларниот принцип на животот во Република Македонија, според она што предноко го дефинираме како секуларност, разбран во Уставот на Република Македонија. Ете, например, кога се градат сакрални храмови со средства од државниот буџет, кога поглаварите на верските заедници излегуваат во јавност со политички и други изјави кои излегуваат од доменот на нивните ингеренции, дали тоа не е всушност кршење на секуларност? Еве ќе ви прашам јас една работа. Еден добар процент од граѓаните на Република Македонија се и православни христијани. Тие како граѓани на Република Македонија и православни христијани со даноците учествуваат во буџетот, исто така како оние што се муслимани или не знам тамо кои. Според најголем процент се православни христијани. Тоа е тоа. И сега јас не можам да се поделам на пола, да бидам пола македонец, пола православен христијанин. Јас сум македонец или србин или албанец или во исто време сум православен христијанин или муслиман, не знам тамо. Јас имам повеќе идентитети. Ние не можеме само тоа е веќе опасниот пристап на доживување на секуларноста да се истисне или да се дефинира само едниот идентитет на човекот. Јас сум македонец и јас сум правно лице, физичко лице во рамките на оваа држава и само толку. Јас сум и македонец, јас сум и православен христијанин, јас сум и сопруг и родител и еден куп други работи.
Тоа е тоа. Но што е со правата на атеистите и оние што се агностици, кога се трошат државни и нивни пари кои што се слеваат во буџетот за вакви објекти? Да, може би треба малку да би реплицирал малку. Значи има разни верзии на секуларизам и треба да се дефинира Така е. што е секуларизам. Има радикален секуларизам, каде што тотално има одвојување на државата од црквата, каде што е забрането дури носење на верски објекти на себе, ланчиња, Символи. символи, да, Обележја. во училишта и слично. Тоа го имаат во Турција, го имаат во Франција. Македонија, како и повеќе земји, не оди на стрикна одвоеност на црквата од државата, на верските институции од државата, туку има поблага верзија. Но, дури и најблагата верзија на секуларност подразбира државните пари се кај државата, црковните пари кај црквата. И трошење, без разлика, например, ако одиме по линија на идентитети и одреден процент од граѓаните се членови на ВМРО ДПМН, членови на СДСМ. И дали тоа би значило дека треба државата да им гради, не знам, објекти од било каква природа на СДСМ или на ВМРО ДПМН. Па дека го отвора тоа како Тоа прашање на е парламент. граѓаните од буџетот е од граѓаните за граѓаните. Значи не е за етниците. Значи било тие да се верски, дали биле политички и слично. Значи треба да има одвојување. Инаку ние пак ќе речеме, значи некој дури би можел да види мешање на црквата во државата на тоа што на државни настани, например прогласување на инаугурација на председателот на држава има верски поглавари. Значи кај нас никогаш не била некоја строга поделба на религиозните институции од државата, ниту па во крајна линија тоа треба да биде. Но трошење на државни пари за верски објекти, особено ако тие верски објекти се служат за одбележување на територии, а не заради богослужба, као што, например, во општина Аеродром има 7, 8, 9, веќе никој не знае точно на наброј колку има верски објекти, сега ќе има и крст кој не може да се види од едната страна и може да се види само од другата. Зошто да градите со државни пари или да одстапувате државен простор за нешто што не може ниту да се види, а тоа е 32 метра. Тие пари мора да се разбери црквата настрана муабетот од секуларизмот. Тие пари во услови на сиромаштија во земјата може да бидат искористени за да се нахранат гладни верници или неверници, а не да се трошат на објекти, кое во крајна линија е и може да допира идолопоклонство. Видете сега, само, пошто да не биде ова порешно разбрано од луѓето што ја следат ова емисија, први основ е за инаугурација на председателот на Република Македонија, не е само присутен поглаварот на Македонската православна црква, туку поглаварите на сите останати верски заедници. А секуларниот карактер на државата е, односно се почитува на тој начин што тој не дава заклетва, например, пред Библија или Куран и така натаму. Значи тие се присутни како представници на заедниците кои живеат во Република Македонија. Потоа, верските објекти кои вие ги наброивте не се градат со буџетот од Република Македонија. Значи тоа се донации од, може да проверите, значи од луѓе кои донираат, бизнисмени, луѓе кои живеат во странство и така натаму и така натаму. И истото прашање тоа може да се прави и за крстот исто така. Земјиштето. Земјиштето можете да се информирате како, на кој начин се добива тоа земјиште, дали се плаќа, наплаќа, значи проверувајте ги сите информации, да не биде расипан телефон. Значи, вие тргнате со теза дека тие се градат од буџетот на Република Македонија, што не е точно. Значи, јас неколку пати и во јавноста тоа сум го говорил, околу проблемот на изградбата на верските објекти. Се разбира и во рамките на Македонската православна црква и во рамките на Исламската верска заедница. Некогаш се претерува и некогаш навистина некои од тие објекти имаат друг аспект од оној духовниот. Јас се сложувам за тоа, но внимавајте, во една верска заедница, како што Исламската верска заедница или Македонската православна црква, имате разни луѓе со разни сваќања. Јас имам едно разбирање, друг има друго разбирање и така натаму. И внатре имаме ние демократичност, и внатре има ние борба на ставови. Некогаш победува вистинскиот став, некогаш ово или оно и така натаму. Што да правиме? Ние не живееме во совршено општество.
Јас ќе бев најсреќен да живееме во едно совршено општество кај што сите луѓе ќе бидат совесни, одговорни, етични, духовни, боголюбиви, човеколюбиви и така натаму. Но ние живееме во овој реален свет ваков како што е. И сега тој што е на позиција има можност ја користи таа позиција што има од ова или од она страна. И како ја користи според совеста некогаш не според совеста, некогаш според законот, некогаш не според законот. Тоа е тоа. Но ние како граѓани на Република Македонија и како представници на верските заедници треба да говориме кои нешта се прифатливи, кои нешта не се прифатливи, ние тоа го правиме. Конкретно јас говорам за Македонската православна црква, значи ние внатре дебатираме за многу нешта. Тоа е тоа. Еве знаете и за проблемот на Фејсбукот, ние и еден куп други работи. Ние имавме внатрешна дебата силна и фала му на Бога што победи таа една прогресивното крило. Па да кажеме реалното крило. Тоа е тоа. Во контекст на тоа што го спомнавме во претходната емисија се околу истражувањето. Значи како вие гледате на таа бројка на терен? Сигурно комуницирате со верници, дали навистина има пораст, како е расположението помеѓу верниците последните години? Кога некој се декларира како религиозен човек, тоа е толку широко, општо, тоа е апсолутно не може од ваше искуство Моето искуство го говори ова. Значи јас може да говорам како човек кој работи како парохиски свештеник и плюс работи на просветен мисионерски план и милосрден план исто така. Мене ме радува што секојдневно се зголемува бројот на верници кои свесно, слободно, осознаено започнуваат да го практикуваат својот верски живот, односно започнуваат да живеат духовен живот, да бидат верници. Една работа е да бидете религиозен човек, а друга работа е да бидете верник. Верник тоа значи да почнеш да живееш според заповедите на својата вера, да ја практикуваш својата вера, да чувствуваш внатрешна промена, внатрешна преобразба, да зрееш како личност, да се осознаваш како личност, да ја осознаваш вистината на постоењето. Тоа е верник. А имате религиозни луѓе кои ја практикуваат религијата и верата на свој субјективен начин. Јас многу често тоа отворено го говорам исто така дека јас не сум религиозен човек. Јас сум христијанин, ја верувам во Христос. Јас сум член на неговата црква, но ја не сум религиозен човек. Јас сум христијанин. И во многу нешто христијанството се разликува од општата религиозност. Неодамна ни дојде еден случај од Русија, за кој што дознавме, каде што исто така настана експлозија во бројот на религиозни луѓе, особено по распадот на СССР и комунистичкиот режим. Некаде во 2012 околу 83% од населението се изјасниле како религиозни, а овој процент во 91 изнесувал 24%. Меѓутоа, медиумите репортираа за еден случај каде што двајца родители своето болно дете наместо на лекар го однеле на свештеник. Тоа дете починало и сега против нив се води практично кривичен процес. Може ли понекогаш таквиот слепото следење на религијата да доведе до вакви несакани, кога само традиционалните верници се зголемуваат, а не убедените? Дали ме разбирате? Да, јас ве разбирам, но прво ова што го говоревте, вие треба да го објасните, ја не знам целата таа ситуација, какви биле тие родители, кај кои свештени го однеле и што се случило за тоа дете почине. Многумина луѓе одат на лекар, одат во најдобрите болници, па починуваат. Се зависи и причината за тоа, треба да се истражи, значи секогаш да се оди по следот на една информација, да не биде искривување. Видете, реков пред малку, хомо религиози, човекот има натрешна потреба да го доживува трансцендентното. Тоа е тоа. Тоа му е дадено од самиот Творец. Релегаре значи да се поврзе. Тоа значи религија, да се поврзе. Но некои, затоа што според дефиницијата на нашето верување, ние живееме во отпаднат свет. Значи не живееме во оној свет за кој Бог не создал и не благословил. Ние живееме во свет кај што има зло, кај што има грев, кај што има духовна смрт, кај што има телесна смрт, кај што има незнаење, кај што има неспокој, кај што има неизвестност. Сега целата приказка на верата е, односно на Божјото откровение или конкретно на христијанството е, да му помогнеме на секој човек, на секоја личност да излезе од таа состојба на духовна успиеност, на духовна неосвестеност, на духовно незнаење, себе, богопознавање и така натаму. Тоа е целта на верата, тоа е целта на христијанството. Сега имате луѓе кои на вистински начин одат по тој пат, односно одат во тој процес. Но имате луѓе кои од ред причини не одат по тој пат. Се јас не можам да говорам за тие што не одат по тој пат. Ја можам да говорам за тие што одат по тој пат. А секаде имате девијации. Девијациите доаѓаат од суетата, од егото, од разни желби, страсти, пороци и така натаму. Имате луѓе кои
ја конзумираат верата според своји потреби. И што да правам? Такви се, какви што се, како што јас сум, тако како што сум. Ја не можам да менувам други луѓе. Самиот Бог, значи самиот Бог ја почитува нашата слобода, затоа што Бог е љубов. А ако е љубов, а е љубов, тој ни дава слобода, затоа што љубовта не може да се наметнува без слободно прифаќање. Претендира религијата, затоа и се повикав на овој случај да ја замени науката. Дали се смета за конкуренција на науката? Прво и основно, одамна веќе верата и науката не се соперници, туку се надополнуваат. Но тоа е веќе една друга тема, може би многу да правиме муавет околу тоа. Значи, современата наука ги потенцира, односно рационално ги објаснува Божјите откровенија што се запишани во Светото писмо. И за создавањето на светот, и за смислата на светот, дури до генетиката, дури до клетката и така натаму и така натаму. Но сепак ви велам, имате вакви и онакви луѓе, вакви и онакви свештеници, вакви и онакви верници. Да разбирате? Мене не ме прави тоа што јас сум облечен во мантија свештеник. Мене свештеник ме прави тоа што јас се трудам свесно и одговорно и искрено да му служам на Бога преку Христос во Светиот Дух и во неговата црква и на неговите луѓе. Тоа е тоа. Да, јас би ја вратил малку темата околу одговорот на, значи, околу секуларноста и после би се надоврзил на сето ова понатаму. Значи, да, може би во конкретни случаи државата не ги гради верските објекти, но го дава просторот. Тој простор може да биде искористен за да се изгради една градинка, детска градинка, а таа е дадена за градење на верски објект, кој во општина Аеродром, како најекстремен случај, е 8, 9, 10 цркви, дури има на крстопат 3 поставени верски објекти. Значи, тука кажува дека владата антисоцијално се однесува. Од друга страна, црквата, зошто неизе и требаат толку верски објекти конкретно во општина Аеродром? Зошто не тие пари од луѓе донатори не ги искористи да ја подобри социјалната состојба на овој гладен народ, вклучително и православните луѓе? Кој што е во духот на Кој кажува за немањето доволно како целина социјална одговорност на Македонската православна црква? Јас длабоко го оценам отецот, бидејќи тој е исклучок од ова правило и тој не е во овај муавет што сакам да го кажам. Но МПЦ како целина не го спроведува социјалните пораки на самиот Исус. Значи, Исус кажа, ако имаш 2 кошули, дај му една на оној што нема. Сега, колку Македонската православна црква стои зад ова изрека на Исус? И сега, религиозноста, да, 90% од македонците се религиозни. И сега тука она разлика која се прави е помеѓу оние што посетуваат црква секој или џамија секој ден и оние кои само се декларираат како верници. Разликата посуштинска е колку од оние, да речеме 10% кои одат во црква се навистина христијани. А тоа го кажува, значи колку тие го знаат што пишува во Библијата и знаат за социјалната димензија на христијанството и за пацифистичката димензија на христијанството. Значи, Исус беше радикален пацифист. Исус беше до толку пацифист што не само што не би возвратил на тук, тоест тој не би удрил, туку ако друг го удри, не би возвратил. Тоа е радикален пацифизам. Колку од денешните христијани се социјално ориентирани и се миролюбиво ориентирани. И тоа е големата слабост на црквата како институција, што не ги промовира знаењата, учењата на Исус, туку оди на градење на објекти. И тука имаме, пак ќе се вратам, антисоцијален потек од страна на владата и антисоцијален потек од страна на МПЦ како институција. Ова се работи кои што реално, ако сме секуларна држава, треба државата, односно институциите да ги направат и градинки, градење и на образование и сите тие аспекти. Нели сметате дека тоа што има пораст во религиозноста е еден вид на демонстрација од граѓаните дека таа помош ја бараат кај црквата? Од страна на владата можеби тука, значи, секуларноста е нарушена околу продажбата на земјиштето во прв план и е искористена, дури би рекол злоупотребени се верските чувства кај населението од страна на владата да се промовира одредена политика.
Бидејќи она што кај нас религиозноста обично значи и како се поставува, например, работата, например, од главнината од верски поглавари. Јас во принцип не сум против тоа, воопшто не сум против тоа, свештени лица да имаат став за одредени општествени проблеми, кои по дефиниција се и политички проблеми. Ако еден феномен засега голем број на население, тоа е општествен, тоа е политички проблем. Но, она што многу често се случува со изјавите на верските водачи е да тие зборуваат за националните прашања, за дури спорот со името, како тоа Грција што ни прави, а колку ние сме обесправени во конкретниот случај. Многу ретко се случува да каже став некое верско лице за тоталната осиромашување на нашето општество. Значи имаме ние два проблеми, еден национален, другиот социјален. Како тоа големото мнозинство од верски поглавари се осврнуваат секогаш на националните прашања, а не на социјалните. При тоа, имајќи предвид и сега, ако примарно те интересира националните прашања, тоа ти инклинираш кон национализам. Ако примарно те интересираат социјалните прашања, инклинираш кон социјализам. Значи, кај нас инклинираат доста верските водачи кон национализмот и тука да го спомниме и етнофилетизмот. Значи, етнофилетизмот од старт е нешто што не би требало да постои, но православните цркви на Балканот пред се етнофилетистички, пред се насочени кон националното прашање. А кон социјалното прашање го нема тоа. Например, папата кажа збор против големата, растечката класна расслоеност во светот. Богатите ненормално се збогатуваат, народот осиромашува. Ретко се наоѓа верски лидер во Македонија. Дури и свештеник, со исклучок на отец Ивица и уште неколку добри примери, кои ќе се обрнат на социјалната неправедност која постои во Македонија. Отец Ивица, што ви рекле на овие критики дека МПЦ се оддалечува од изворната суштина на православното учење? Значи, никогаш не може во пакет да говориме дека една заедница е ваква или онаква, затоа што некои незини представници се вакви или онакви. Значи, јас како православен христијанин, како свештенослужител во рамките на Македонската православна црква, односно во рамките на православната црква и така натаму, црквата си е една те иста и таа вистина што ја примила од Христос, со самиот незин основач, е една те иста неизменлива. И ние не сме ја искривиле. Значи, тој момент на осет за страдање на нашиот ближен, тоа не е променето во нашата вера, но целата приказка е колку мина тој осет го негуваат во себе си. Тоа е целата работа. Значи, христијанството во себе има една вертикална димензија, тоа е нашиот духовен раст, нашето духовно очистување, нашето уподобување, односно приближување на својствата на Бог и така натаму, а врното својство тоа е љубов, врното својство тоа е вистина и таму кај што има вистина, таму кај што има љубов, има во најмудра смисла на зборот мудро изразување и на грижата кон другиот. Сега, тие луѓе кои не се отвараат за вистина и за љубов, тие не се отвараат, односно не го проявуваат това и преку таа потреба за грижа кон другиот. Но јас не можам да говорам за ово или за оно. На крај на крајвите... Прави ли МПЦ нешто за сиромашните во Македонија? Конкретно да видам. Генерално вака сега. Значи, генерално како Македонска православна црква има некои аспекти кои постои хуманитарната организација Милосрдие, ред други активности кои таа ги покренува како институција. Но јас мора да ви кажам дека Македонската православна црква повеќе на милосрден план делува преку своите свештенослужители, односно парокиски свештеници, преку своите манастери и преку своите верници. Значи јас ги поканувам сите оние кои сака да дојдат и да видат, еве конкретно во нашата црковна општина во Свети Ѓорѓе во Чаир, заедно со моите собраќа свештенослужители и пред се и на се со несебичната помош на верниците, ние навистина организираме една милосрдна активност која веќе со години трае. И
Таа активно се не јас многу често не сакам да говорам за тоа, затоа што Христос вика што знае левата да не знае десната, и кога правиш нешто добро тоа скривај го за да не го правиш тоа заради тоа егото да си го храниш и така натаму, но кога веќе се отвори разговор за тоа, односно темата за тоа, тоа е тоа. Значи, христијанството е нешто што извира од личноста на човекот, затоа што ние како личности, да се изразам така, патуваме кон Бог, кон вистината, како личности. Значи, ние сме членови на таа заедница, но некои личности во таа заедница тапкаат во место, некои паѓаат надоле, некои одат нагаре. И за тоа е христијанството. И сега, тој што успешно чекори во вертикалата, тој има осет и за хоризонталата. Односно, има осет и за сите тие потреби кои ги имаат луѓето во овој и ваков свет. Тоа е тоа, како да кажам, мудро изразување на потребата за грижа, затоа што има и немудро. Тоа е една друга тема. Значи, треба, кога му се помага на човекот, на било кој човек, треба мудро да му се помага, мудро да се изразува таа грижа. Затоа што во ова наше општество имате секакви луѓе. И јас и многу често многу мина поканувам да влезат во нашите милосрдни активности, да видат ништо се ние поминуваме. И да видите колку злоупотреби има од луѓето кои се прават вакви или онакви сиромашни, не знам тамо што. Кој не го поминал тоа и не знае, може само бајки да кажува. Но човек како јас кој го поминал тоа и го поминува тоа и еден куп други, можат, како да ви кажам, буквално се да ви објаснат и да ви кажат дека во Македонија навистина има социјална грижа. Ова социјална криза, но има и грижа кон секој оно што сака да му се помогне, затоа што многу мене има кои не сака да им се помогне. Сакат клошарски, неодговорно да живеат. Ме разбирате, имате разни типови на луѓе. И мора да го кажам и ова, навистина ние сме во една социјална и економска криза. Но мора да се признае дека во Македонија никој не е умрел од глад. Зошто? Затоа што зборам за таа вера, без разлика дали се христијани, дали се муслимани, таа вера гори кај секој од нас. И ти кога ќе видиш соседот дека е навистина гладен и има потреба, секој му привоѓа. Значи не мора на некој институционален план. Добро и тоа. Не велам дека не. Треба на еден институционален план да се прави тоа, како верска заедница, дали МПЦ, дали исламската верска заедница и така натаму. Но најдобриот момент кој се уште функционира е тоа соседот да има осет и грижа за својот сосед. Јас знам како и во населбата тамо кај што сум парокиски свештеник, па и во други делови на градот и во Македонија, знам како верниците сами се организираат да соберат пари за лекови, за лечење и така натаму. Тоа е тоа. Функционира. Значи, Сосема за крај, повелете? Добро, мислам, сепак за злоупотреба на пример на народна кујна, јас мислам дека не може да стане збор. И секогаш има неколку степени на осиромашување. Едно е, значи, да не можете да си дозволите културни настани да посетувате. Едно е да немате доволно храна, доволно затоплување во домот. И едно е да умрете од глад. И сега, ние не можеме да речеме, бидејќи никој не умрел од глад во Македонија, или медиумите не известуваат за тоа, дека кај нас е релативно добра ситуацијата. Јас ќе го дозволам ова нарушување на секуларноста, тоест политизирање на црквата, црквата да критикува владата која не одвојува, секоја влада која не одвојува доволно пари за социјални случаи, за да тие луѓе да не можат да одат во народните кујни, а пак народните кујни да бидат повеќе, наместо да се гради колку што е можно повеќе и повеќе цркви, наместо една црква нека се изградат 6-7 народни кујни. Јас сум длабоко поубеден дека така повеќе се покажува христијанска, како се вика, вера, отколку со градење на објекти кои чисто само формално ќе стојат таму и нема да има верници. А и да има верници, прашањето е дали тие навистина се христијани или само се традиционалисти. Че вака се, да ние на вистински начин провериме кој е христијанин или не, ние немаме веромер. Такво нешто не е измислено. Значи, така ние у црква се шегуваме, кога некој ќе каже јас сум голем верник или мал верник или среден верник. Ние не знаеме кој е каков. Кој е каков најдобро знае Бог и нашата совест. А во христијанството ние го имаме тој принцип, не суди да не ти се суди. Така, мислам, со каква мерка мери, со таква ќе ти се мери. Значи, многу е тешко да се каже кој е каков. Значи, во целата ова македонска православна црква, кој е каков, колку верници, колку неверници има, тоа е навистина многу комплексно прашање. Не велам дека има доста верници според тоа што гледаме во реалноста и така натаму, но не можам да кажам дека и нема верници. Има верници кои си ја познаваат верата, кои ја практикуваат верата и кои ја покажуваат својата грижа
во однос на сите тие нешта што во социјалата што се случуваат. Можеби многу од тие нешта не излегуваат во јавноста, не се гледаат, не се слушаат и така натаму. Можеби треба за тоа да се погрижиме, но јас ви го кажа пред малце, многу често ако малце повеќе се стави акцент на тоа, па многу вина ќе кажат еве сега овие се рекламираат и така натаму, барат спонзори. Видете, македонскиот ментален склоп е многу интересен. Никого не може да му удоволите и така натаму, и затоа јас си го имам принципот. Битно ми е мојата совест да биде мирна. Да бидем како да кажам, мирен и одговорен пред Бога и пред луѓето кои се мои ближни. Затоа што кога Христос вели возлюби го својот ближен, тој под тоа подразбира оној кој ти е близок. Јас не можам да говорам за цела Македонија, не можам да говорам за сите градови во Република Македонија, не можам да говорам ни за Скопје. Јас можам да говорам за тие луѓе со кои сум во блискост. И сега дали јас кога ќе сретнам некој човек со кого сум во блискост, кој ми е ближен, дали јас ќе му помогнам или нема да му помогнам, тоа е моментот што јас можам да го направам. Толку е, како да кажам, мојата сила и мојата одговорност. Ја не сум потпарол на Македонската православна црква, ниту сум потпарол на владата да говорам за тоа дали они имаат социјални некакви програми или немаат, дали помагаат на тој план. Мислам, јас ако почнам тоа да го говорам, ќе каже нека еве сега овој се меша во секуларноста на државата и ја брани владата. Ме разбирате, јас може да говорам само прво лице еднина. Јас најчесто тоа е го него. Јас се трудам да бидам одговорен во однос на сите тие дарови што Господ ми ги дарувал и да бидам мирен со својата совест и да бидам, како да кажам, одговорен пред тој Бог во кого јас верувам и во кој верувам дека ме држи и ме повикува кон една вистинска смисла на постоењето. Тоа можам да го говорам. За други не можам. Отец Ивица, професор Савевски, ви благодариме за оваа мощна благодариме инспиративна вас. дискусија. Ви благодариме што не следевте. Поздрав.